Денес боли само времето, непоминато со него, пропуштените мигови, неслучените прегратки и зборовите кои останале неизговорени во честите животни отсуства заради мојата и неговата професија поврзана со патувањето, напиша Васил во пораката до својот татко Трајче. Актерот Васил Завирчев со емотивна порака преку социјалните мрежи откри дека починал неговиот татко Трајче Зафирчев. Васил објави фотографија од татка си, на која се гледа колку многу се лича таткото и синот, па скршено од болка се прости од него. Во својата порака тој напиша: Во чест на татко ми Трајче Зафирчев, кој денес после кратко и тешко боледување го испративме на неговото последно патување. Денес боли само времето непоминато со него, пропуштените мигови, неслучените прегратки и зборовите кои останале неизговорени во честите животни отсуства заради мојата и неговата професија поврзана со патувањето. Сето останато е вечно сегашно време, исполнето со бескрена љубов и најубави спомени, кои за секогаш ќе живеат во моето сеќавање на него, но и во неговото наследство во мене. До еден ден, кога повторно ќе се сретнеме во вечната светлина. Среќен пат до дома, татко мој, напиша Васил. Откако се врати во светот на познатите личности, актерката Линдзи Лохан не престанува да ја интригира јавноста. Таа привлекува големо внимание со својот физички изглед или поточно со пластичното лице за кое плати многу. Сега во новиот број на списанието Vogue таа размислуваше за своето воспитување, но и за својот бурен живот проследен со бројни скандали и пиење. Често размислувам назад и се прашувам, зошто некој едноставно не ме одведе од тоа место, зошто некој не ме заштити. Бев тинејџерка. Таа зборуваше и за своите рани актерски денови. Кога бев помлада, не ми беше удобно да го изразам своето мислење за ликот што го играв. Но сега е друга приказна. Сега имам поголема самодоверба да кажам дека нешто ми се допаѓа или не ми се допаѓа, рече таа. Таа и незиниот сопруг Бадер Шамас имаат син Луис кој го добија во 2023 година. Двојката се надева дека ќе го прошири своето семејство, а дотогаш уживаат во родителството. Соработуваме одлично бидејќи тој е толку смирен, а јас сум како петарда. Толку сме избалансирани, рече таа, опишувајќи го својот живот во Дубај. Владан Дојчиновски е роден на 27 февруари 1986 година во Охрид. Тој е познат македонски театарски, филмски и телевизиски глумец и режисер. Дипломира на Факултетот за драмски уметности во Софија во 2008 година и истата година се вработува во Народен театар Куманово. Тој е дел од патувачкиот театар Колозов, каде веќе и неколку години е директор на истиот. Младата музичка сензација Јаков Јозиновиќ на пресконференцијата која се одржа вчера, четврток, 26 февруари во Скопје, официјално го најави својот прв концерт во Македонија закажан на 9 април оваа година во арената Јане Сандански. Пред бројните представници на медиумите, Јаков зборуваше за подготовките за неговата голема регионална турнеја, насловена како "Ја за чуда летим", во чии рамки е и скопскиот концерт, а кој што со рекордниот интерес на публиката, несомнено годинава ќе одбележи регионалната музичка сцена. Популарниот хрватски пејач направи вистинска сензација и со својот успех ги надмина сите очекувања. Имено само во Белград Јаков има надреални 6 распродадени концерти во Саба центар, од кои првиот за неверојатни 30 минути. Во Љубљана го сруши рекордот во продажба на билети со 2 датума за арената Стожице и над 20.000 влезници, а на листата со распродадени концерти се и Марибор, Загреб, Нови Сад, Риека, Сплит, Осијек и други градови.